Живот како во 19. век. Секое утро Ханча Алич полни вода од блиската јавна чешма, заедно со незината болна ќерка и внуците. Водата која користат за пиење и хигиена, ја префрлаат во овие буриња. Подолг период ова семејство живее без струја во руинирани бараки, со лоши хигиенски услови. Моментално единствен приход, како што вели Ханча, и е посебниот додаток која го зема за ова дете, кој боледува од церебрална парализа. Со тие пари не може да ги купи лековите потребни за девојчето, но и за хемотерапијата која прима подолг период. Лекарствата мои. Јас сум сега со тумор малина. Мене не ми е вредно парата, вредно ми е животот на овие децата. Јас немам могуćности да плачам тие лекарства сега кои што са дојдени. Бара помош од институциите и хуманите луѓе за себе и за девојчето. Сакам тоа што секој човек му требе. Да имам вода, да имам струја. Од Центарот за социјални работи од Тетово велат дека редовно ја следат незината социјална состојба и досега материјално ја помагале. Лицето Ханча секоја година редовно примала еднократна парична помош. Само во 2019 година таа во 6 наврати примила еднократна парична помош во износ од по 3000 денари. Сега лицето е на постапка за добивање гарантирана минимална помош, за што треба да одлучи соодветната комисија. Ханча исто така за едното дете, кој има церебрална парализа, добива посебен додаток во износ од 5137 денари. Од Евана велат дека Ханча има неплатен долг и немаат опција за отпишување на долгот направен за потрошена струја. Отаму додадоа дека за вакви социјални случаи може да се направи само договор, износот да се плати на повеќе рати без да се пресмета каматата. Од ЈКП Тетово пак ја повикаа Ханча да се обрати до општината со барање за приклучок за вода. Отаму додадоа дека ако добие согласност, тогаш незиниот дом ќе биде дел од водоводната мрежа. Ханча има изгледано 15 деца, од кои само едно е незино. Сега сите се омажени и оженети. Поради хуманата мисија во малото ја викаат мајка Тереза, но сега бара помош и хуманост од другите за себе и за незината болна ќерка.